Благодарам, почитуван подпредседателе, почитувана јавност, почитувани колеги, почитуван заменик министер. Сметам дека јас ќе дадам една генерална оценка за потребата од носење на овој закон, нема да одам во детали. И сакам од старт да се разбереме дали сум за потреба од носење на закон за равномерен регионален развој. Да, сум за. И истовремено сакам да продискутираме и да дадам некои мои видувања околу тоа како треба да се развива тоа министерство. Мислам дека треба да размислите уште од старт да името на министерството се смени од локална самоуправа во Министерство за равномерен регионален развој и локална самоуправа, бидејќи тоа е она кое што на граѓаните навистина им е потребно. Спомнавте дека одево на комисија со европско знаменце, бидејќи имате усогласување со европски директиви и тоа е во ред, но истовремено треба да знаеме дека не треба да обрнуваме внимание на козметиката, туку на суштината во носењето на законите. Ова е многу важен закон, бидејќи локалната самоуправа практично се комуницира, се продолжива од секој од нас овдека и сметам дека овакви законски решенија треба во ова собрание да се со консензус, а при тоа широчината на вас како министерство е да имате една проактивна комуникација со опозицијата, со меѓународни експерти, со домашни експерти, бидејќи работите во таа насока не ни се развиваат во посакуван правец, бидејќи самите вие знаете дека регионите не само што имаат диспаритет еден од друг, туку имаат огромни диспаритети, што не е добро за генералниот развој на Република Македонија. Зборувавте дека се зголемува бројот на членовите на Советот, при тоа очекував да ни кажете на кој начин ќе се зголеми, дали ќе се барат посебни услови, образовни, кој ќе биде начинот на избор, какво искуство ќе треба да поседуваат, кои вештини ќе треба да ги имаат, дали ќе треба да се барат преходни работни искуства, достигнување во некои области кои ќе треба да се регулираат. Сите тие работи се многу важни и ве молам да бидете спремни како министерство за второто читање, каде што конструктивно би сакал да ги разгледаме сте заедно, бидејќи како што кажав, треба да се донесе со консензус, бидејќи тоа е многу важно за граѓаните. Моите препораки се дека Република Македонија мора да има еден полицентричен регионален развој, бидејќи овака гледаме дека не оди. Тоа е модел за намалување на регионалните диспаритети и се базира на теоријата дека е добро да има повеќе економски центри што ќе ги генерираат развој, а да нема само еден како што е сега Скопје. И тоа не е топла вода која што ние би го измислиле, само треба да ги превземеме добрите практики, односно да видиме како перспективата на европски урбан развој од 1999 година и територијалната агенда на Европската унија 2020, а донесена во 2011 година, како и пактот Амстердам, која е основана од страна на урбаната агенда во 2016 година. Препоставувам на овие документи мислевте кога кажавте дека ќе имате урбана димензија во новиот закон. Требаше можеби подобро да објасните, бидејќи навистина е добра и јас ја поддржувам таа, бидејќи дала резултати во многу држави, мали држави, пред се мислам тука на Австрија, каде што овие проблеми ги имале пред 70 години, кои што ги имаме ние сега, и мислам дека е добро да се послужиме со тугите добри и успешни практики со цел барем нешто оваа влада да сработи во интерес на граѓаните. Исто така ви препорачувам да ги превземете искуствата од Европската унија, ЕСПОН 16, тоа е Европска мрежа за набљудување и просторно планирање, што е следствено на ова првото, и програмата за истражување за поддршка на формулирање на политики за територијалниот развој на Европа, бидејќи оваа програма предлага меѓународна соработка со цел зголемување на густината на населението, со препорака каде што има мала густина населеност, да има повеќе инвестиции во туризмот и во бизнис кластерите и создавање на мали и средно големи успешни урбани средини. И ова е една, впрочем, од препораките за успешен полицентричен развој, што Македонија реално и треба во овој период. Понатаму, мислам дека треба да стапите подитно во контакт со Генералниот директорат на Европската унија задолжен за регионалниот развој DG Regio. Врз основа на концептот на ЕСПОН, таму се промовираат програми за рурално-урбана соработка,
бидејќи политиките за европскиот просторен развој заедно со програмите на ЕСПОН даваат различни примери и потоа можете таму ги видите на веб страна ги има каде, што и како се работело. Господине заменик министер, сметам дека потребно е во законот задолжително да стои членство на експерти во сите носители на политиката на регионален развој, за подобро да се адресираат интересите и потребите на жителите. Мислам дека треба да имате директна државна финансиска поддршка за развојот на рурални делови во ниско развиените региони, изголемување на распределбата на финансиските средства од буџетот за рурален развој, за да се промовираат ниско развиените подрачја. Тоа го имало во претходниот систем, мислам дека треба да размислите, тоа го има во Европска унија, треба да видите дали тоа може да се спроведе. Мораме да имаме задолжителна соработка помеѓу регионите во рамки на државата со цел размена на знаење, искуства и решавање на проблеми. Потребна ни е поголема финансиска транспарентност на сите институции и носители на регионалниот развој во поглед на прераспределбата, инвестирање и трошење на финансиите предвидени за секој регион. Посебно како и воспоставување на информацијски систем помеѓу Бирото за регионален развој и Државниот завод за статистика со цел зголемување на финансиската транспарентност на институциите, која што за жал ја немаме, особено овие 5 години достигнува дното. Потребно да се поттикне зголемување на прекограничната соработка, тоа претпоставувам дека веќе го работите, анализа на можноста за дислокација на одредени државни институции во други градови, освен во Скопје, и поттикнување на општините да го искористат капацитетите на регионот и да создадат свој бренд со цел поголема видливост на туристичката карта. Ова се работите, почитувани, кои што треба да дискутираме во ова собрание, наместо да седиме по цела ноќ и да реализираме криминали, ова се работите за кои што треба да разговараме, бидејќи од овие работи и развојот и исходот на овие работи зависи и патот на нашата држава, во кој правец и како ќе се развива, бидејќи вие може да имате одлични закони, доколку не ги применувате, вие може да имате и одлично развиени региони, ама ако другите се неразвиени, тогаш државата има реален проблем како што има и сега. До сега од ова што го предлагате како министерство, ниедна од овие работи кои што ги кажувам не се внатре содржани и принципиелно дискутирам секогаш, како што беше, почитувани колеги, и пред 2-3 дена кога зборев дека не треба да отвораме закони само ради козметичка промена во рамки на законите, туку треба суштински да навлеземе во секој закон, суштински да оправдаме довребата на граѓаните и да на крајот од нашите мандати имаме црта каде кој колку придонел. Уште еднаш апелирам да сите овие забелешки ги размислите, ги видите, бидејќи ќе бидам разочаран доколку се отвори закон за равномерен регионален развој и во него поминат само козметички измени кои што се небитни, кои што се несодржински во патот на Македонија кон Европската унија, а сите овие битни работи кои што знаеме дека се така, ги знам и јас, ги знаете и вие дека се така, ни останат не обработени, неподобрени, без стратегија, тогаш навистина ќе имаме проблем како држава, сите ние заедно кои што живееме во неси. Благодарам.